Здраво, моето име е Бојан Кордалов, комуниколог, дел од тимот на програмата за дигитален маркетинг при Институтот Хајделберг од Скопје. Маркетингот е дел од нашиот живот, дел од секоја професија, од секоја работа. Всушност, маркетингот ни овозможува и ни дава можност да создадеме слика, представа за себе, за нашиот бренд, за производ услуга кој што ги нудиме или пак доколку тоа го правиме за нашите клиенти. Едноставно, маркетингот е составен дел од сечи живот и од секоја работа. Со наједноставни зборови мораме да покажеме кои сме, какви сме и на наједноставен начин тоа да го прикажеме, особено денес во дигитално време, кога сликата и видеото, но и по неколку зборови можат да помогнат во таквата представа за себе. Многу ми е драго што на Институтот Хајделберг во Скопје, меѓутоа и на другите дисциплини и можности каде што се изучува маркетингот, интересот помеѓу младите луѓе е се поголем, заради тоа што се разбира дека маркетингот не значи само продажба, не значи само комерцијална и додатна вредност, туку пред се значи цела професија која што гради врска со целните групи, гради врска со публиките, гради врска со потрошувачите. Дефинитивно, денеска вложуваме многу од своето време на интернет, односно во интернет просторот. И тоа е место каде што сите генерации поминуваат огромно време. За пример, само за минатата година Државниот завод за статистика бележи 84% од луѓето, секој од нас кои што дневно користеле интернет. Тоа е голем пазар, тоа е голема можност за наше представување, за представување нашиот бренд, услуги и слично. Но, многу е важно да знаеме дека во вакво дигитално време и самите традиционални алатки, самите традиционални медиуми не само што не го губат, туку дополнително добиваат на значење, особено ако се прилагодат на своите активности на дигиталните уреди и на социјалните мрежи. Затоа, како го промени со наједноставни зборови, денес имам избор плюс. Имам избор повеќе, односно можеме да си дозволиме да направиме цела комбинација, цел микс од алатки на кои што ќе се промовираме себе си, нашиот бренд, нашите производи и услуги. И тоа е голема предност, но она што е голем предизвик за сите маркетари, за сите луѓе кои што работат во сферата на маркетингот и особено дигиталниот маркетинг, е како да ја лоцираат точната публика и кому и на кој начин се обраќаат преку дигиталните медиуми. Токму тоа е најголемиот предизвик на кој што со студентите поминуваме, многу во разговорите, многу во учењето и пред се многу во практичната работа, која што имаме заедно со партнерските компании. Советот за дигитална трансформација при Институтот Хајделберг од Скопје е формиран неодамна со едноставна цел да ги обедини представниците на академската заедница, на компаниите, на граѓанскиот сектор во поддршка на напорите на владите од земјите од Западен Балкан за дигитална трансформација во секој сегмент. Едноставно, и во нашата земја, и во регионот, не ни недостасува човечки кадровски потенцијал во овој дел заради тоа што многу компании, многу граѓански организации, многу научници, професори и многу други професионалци работат во оваа сфера. Меѓутоа, ни недостасува нешто кое што ние го детектираме и сакаме да го направиме преку обединување на сите ресурси, обединување на сите потенцијали и ставање на масата, на мапата на нашите земји, на она што се нарекува дигитална трансформација во интерес на секого. Што е тоа што всушност сакаме да го направиме? Дигиталната трансформација значи многу повеќе време, многу повеќе можности и, како што рековме, значи избор плюс. Ајде, овој совет нека биде поттик, како што досега правиме, и нека обединува што повеќе луѓе и субјекти, заради тоа што целта ни е заедничка. Повеќе можности, повеќе шанси за секој човек, за секоја компанија, за секоја организација, за секого. Апелот е многу едноставен. Или ќе ја донесеме Германија, Америка, Британија во Македонија, или нашите млади уште помасано ќе се селуваат во овие и другите западни земји. Затоа, дигитализацијата и дигиталната трансформација даваат шанса за сите луѓе, но особено за младите, каде што природната средина е дигиталната, каде што природните вештини се дигиталните и каде што многу лесно можеме да дојдеме до она што се нарекува многу повисоки плати. Само за пример, Државниот завод за статистика и тука бележи просечна плата од 74.000 денари, значи над 1.200 евра во IT и сродните индустрии. Тоа е неколкократно повеќе од просечната плата, генерално на ниво на Македонија, например, или пак многукратно од минималната плата. Значи, ајде, со дигиталната трансформација, со обединувањето на оваа тема, да покажеме дека можеме, дека умееме и дека знаеме како да го направиме тоа.